вечер во Топ тема. Ќе остане ли државното здравство без лекари и медицински персонал? Како министерот ќе ја спречи белата чума? Подпишувањето на договорите за покачани плати се случи, меѓутоа дали здравствените работници ќе бидат задоволни? Што ќе превземе министерот за подобрување на условите во болниците? Ова се само дел од прашањата во вечерашната Топ тема, во која имаме интервју со министерот за здравство доктор Фатмир Меджити. Останете со Топ тема, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, со мене е доктор Фатмир Меджити, министер за здравство. Добро вечер, министре, благодарам што сте во Топ тема. Добро вечер, добро ве најдов. Еве, со една убава вест, еве да почнеме. Вчера се подпиша анексот на договорот за покачување на платите на здравствените работници. Тоа покачување ќе се движи помеѓу 2000, 2500 и 3000 денари. Претходно најавуваа дури и генерален штрајк вашите колеги од здравството. Има така наречен тивок штрајк додека ова не се случи. Меѓутоа еве се случи, дали сега тоа ќе значи дека разликата од плата ќе биде платена од претходниот месец, важи од март? Да, ви благодарам пак за можноста. Мило ми е што сум во Топ тема и за се да зборуваме за здравство. Тоа што и мене ми е многу битно како професионалец, пред се како доктор, како невролог, сега како министер, 2 месеци. Да, ние си подпишавме вчера анекс, тоа што веќе подолго време се зборува и мене ми е мило, но тоа што можам да истакнам, нема да застанеме тука, ние ќе продолжиме, ја како министер па и тимот ќе се залагаме секој за подобри примања на здравствените работници, што на вистина заслужуваат. Знаеме како беше со пандемијата, после пандемија, во време на пандемијата немаше веќе светот не е шарен, туку е црно-бел и имаше само здравство, здравствени работници и ништо друго не функционираше и сите очи и надежта беа вперени кон лекарите и кон здравствените работници. Затоа многу ми е мило ова да го сподела. Не е ја лично дека сум задоволен со ова покачување, но ќе се залагаме ова да биде и поголем. И тоа што е многу битно да истакнеме, што го спомнавте, е дека ова ќе почне на назад да се плаќа, значи од мартовска плата. Меѓутоа, факт е дека долго траеше, можам да речем, таа агонија дали ќе се случи или нема да се случи подпишување на анексот на колективниот договор. На што беше тоа резултат? Да се доведете во ситуација ваши колеги од медицински сестри, болничари, лекари и слично да дојдат во ваква една ситуација да најавуваат генерален штрајк. Факт е дека парите ги дава Министерството за финансии, но зошто толку долго траеше ова? Во претходните изјави токму тоа го велевте. Барате пари, зошто не беа слушани молбите на синдикатот, туку траеше долго? Тоа и со таков епитет веќе ме назначија и во владата дека ево доаѓа министерот за здравство, овој бара само пари, нешто да е јасно на на сите граѓани на Република Северна Македонија и на владата и на сите нас дека да знаат дека без здравство, без пари здравство не бива. Без силно здравство нема никогаш да имаме силна држава. И крајно време е веќе да размислуваме, значи поголеми финансии да имаме во здравствениот систем. Не сакам да верувам дека министерот за финансии е од друга политичка партија, а вие сте од друга политичка партија, доскорешно опозиција, сега сте во владата. Дали мислите дека владата, дали е тоа причина, иако реков не сакам да верувам, или едноставно владата можеби досега не размислувала доволно во оваа насока? Факт е дека вие се обидувате и како лекар и како министер сега, меѓутоа мене ми е многу неверојатно да на крај бидат некако оставени здравствените работници, болничарите, а потоа сестрите, а потоа ќе зборуваме и за нивните услови за работа. Кога барате пари во владата и во министерството, што е одговорот? Ја имам една цел, значи кога дојдов во челото на министерството и тоа ќе биде да се залагам секој за подобри материјални средства, поголеми за здравствените работници, зашто на вистина го заслужуваат тоа. Тоа дека имаме недоразбирања не, значи ние како Министерство за здравство од пред еден месец го имаме решено ова со Фондот за здравство, но знаете какво е, секојаш треба детално да се видат работите. Нели државата го ја помина таа пост-ковид пандемија, економската криза и нормално дека треба да се прават пресметки од Министерството за финансии, но тука сварно немаше импликации за Министерството за финансии, зашто тоа ние имаме наш фонд, тоа се вика Фонд
фонд под капа на Министерство за здравство, фондот за здравствена заштита, за осигурање и здравствена заштита. Меѓутоа, како се чувствувате како лекар, со оглед на тоа што сега се министер и добивте покачување од 70%, околу 1000 евра се тие покачувања, а вашиот колега до вчера што сте биле заедно, што се били во иста зграда во доктор Таравари нема да го добие тоа покачување. Ќе добијат покачување здравствените работници од 2000 до 3000 денари. И тука настана навистина една огромна незадоволство и критика во јавноста дека лекарите се наградуваат со минимални средства, функционерите со максимални средства. Искрено не се радувам за ова покачување за функционерите, а тоа е одлука на Уставен суд, колку што ми кажа информацијата. Ја како министер 2 месеци ја скенирам состојбата и точно и мојата приметба беше и кон владата, значи ова требаше уште порано да се случи, можеби пред 2 недели 3. Прво требаше да добијат покачување здравствените работници, па по тоа требаше и да биде тоа, веќе што е Уставниот суд одлучило така, да биде и за функционерите. Но требаше да предходи, прво да беа покачени платите на здравствените работници и ова, пак ќе повторам, не е доволно, секогаш заслужуваат повеќе и ја ќе се стремам и ќе се залагам со целата моја енергија и целиот тим и нормално со сите засегнати страни, и со Министерството за финансии и со Фонд за здравствено осигурување, значи секогаш да се стремиме здравствените работници да добиват тоа што го заслужуваат. Во однос на условите за работа, не се само платите проблем. Таа бела чума што ја споменав на почетокот се однесува токму на одливот на здравствените работници и заради условите за работа и заради платите. Имавте обичајот кога станавте министер да одите по регионалните болници, клиничките центри. Последната ваша изјава беше од Штип дека таму не би се лечеле вие, дека условите не се добри. Беше претолкуване, па вие сте министер. Вие тоа треба да го поправите. Како пациент да, ама како министер што ќе направите, затоа што таму е состојбата алармантна. Ние имавме неколку прилози, значи цело време апелира директорот и персоналот дека не достигаат вработени пред се во таа болница, а за условите ќе зборуваме и подоцна затоа што не се изгради таа болница во Штип. Точно така, јас сум министер, но сум министер 2 месеци. Се уште ја скенирам состојбата, значи имаме 100 дена, нели? И ние за се имаме визија, имаме идеја како тим, ама не една за секојаш почитуване новинарка. Апелирам и до вас медиумите, и до сите граѓани, а пред се и на владата и на сите. Значи ова е крајне време веќе да застанеме и да видиме дека ја се согласувам со сите вас. Ја до пред 2 месеци работев и дежурав како специјалист. И не се согласувам со ово здравство и здравството е во многу лоша кондиција и во многу лоша состојба. И затоа сме ние тука заедно со сите вас. Работите нема да се сменат, мораме тука да бидеме автокритични, искрени до крај, транспарентни и работите преку ноќ нема да се сменат, но ние ќе направиме се што е во наша можност како министер и тимот и со владата, значи да поставиме веќе една основа и да започнеме полека да ги организираме институциите здравствени. Ќе има и реорганизација, ќе има и нови систематизација, но ќе има и стратегија и за сите други проблеми што вие ги спомнавте. Јас вас ве разбирам дека сте нов министер, меѓутоа може да замислите па нам како ние, особено новинарите. Многу често се менуваат министрите и во здравство. Председателот на вашата партија беше министер. Вие учествувавте во креирањето на политиките во министерството кога бевте во фондот. Меѓутоа, наместо на подобро, имам чувство дека оди на полош. Јас ви верувам дека сакате стратегија, барате време за тоа, ама нам, пациентите и граѓаните, веќе ни е смачено да даваме време. Ако ќе успеете ли да се изборите, да биде тоа приоритетно прашање. Штипската болница веќе можем да кажем, ќе биде во колапс, заради тоа што таму нема лекари во многу сектори. Значи, одливот на кадри е огромен, иако рековте, значи има 100 вработени помалку. Се бараат лекари, медицински сестри, болничари, хигиеничари. Нема одобрение на нови вработени, се бараат 15 лекари, вели самиот директор. Меѓутоа, вработувањата сега се врзани со Министерството за финансии.
Точно така, ја ќе ви дадам и уште еден податок, например, кој го имам со службите разгледано, и се ова што зборувате е вистина и ја го чувствувам и тоа го зборувам, а и ќе превземеме и мерки и се понатамо. Ја мислам, мора една за секојаш да направиме една стратегија. Тоа да не биде толку долгорочна, да биде пократкорочна, да имаме јасна визија како ќе постапиме понатамо. Точно така, јас сум министер 2 месеци. Значи, ја ќе ви кажам, 2017 ја бев советник на Таравари и точно знам како беше состојбата во Министерството за здравство тогаш и сега. Искрено ќе ви кажам, тогаш беше во многу подобра кондиција и во самото министерство и во сите здравствени институции, него што е сега. Сега, ви кажав, е во многу лоша кондиција и за тоа треба крајно време сите заедно и со премиерот и владата да превземеме нешто. Што ви кажав преска. Значи, Министерството за здравството, знаете дека е океан без дно и секогаш треба средства. Ја не викам дека до сега немало, имало, по сите клиники имат буџет. Тоа како се реализира, што прават со тие средства, не знам, но од сега натаму сите треба да знаат. Со мене во Министерството за здравство и со тимот ќе има извештај 6 месеци на сите менаџери на секои здравствени установи. Еден вид на финансиски извештај или како една ревизија ќе направите внатрешна контрола на состојбите? Апсолутно ќе има контрола за се, стратегија за вработување. Секаде кај, само да завршам. Значи, за капитални инвестиции во 2013 година имало 41 милион евра. Во 2023, замислете, после една деценија, после 10 години, имаме 8,86 милиони. Знаете што значи ова? Тоа е после 10 години. Значи, ова е тотална амортизација. И после 10 години, ние знаеме дека GDP-то на буџетот и на државата се зголемува, а се намалува, значи инвестициите се намалуваат во здравството. Ова не е, апсолутно не е во ред и треба да се прекине со овој тренд. Затоа ја секоја седница на влада апелирам повеќе средства. Тоа што го кажавте, точно ќе го потврдам. Вие гледате, ја не сум министер што седам само во кабинет, јас сум, значи, комбинирано направи програма и стратегија. Ја не знам до изборите како што се редовни, треба една година. Јас сум спреман за таа една година да ги посетам буквално сите здравствени институции низ цела Македонија. И така ќе постапам комбинирано, преку недела ќе посетам и ќе ги видам тоа што го спомнавте за Штип, точно вистина, ја кажав, не би се лекувал. И тоа што го видов таму стварно е срамота. Ја сум бил претходно многу поодамна, некои обуки за едукација на матични лекари, значи предавав, но тоа што го видов дента низ цели оддел и низ тоа. Стварно таму имаме многу добар здравствен кадар, добри доктори, добри специјалности, фантастично работат, но не заслужуваат такви услови. Дали условите се затоа што е стар објектот, немање на апаратура и услови за работа, не само одлевањето на кадри. Значи, кога рековте не би се лечел тука, на што точно мислевте? Намислев на условите објективни што се таму. Таму има апаратура, има диагностика, многу се работи, но условите се катастрофални. И за тоа ние треба секојаш веќе да го смениме овој ментален склоп и да почнеме сами од себе. Треба веќе да има општествена одговорност. Не смееме така да продолжиме. Таму и да има еден објект кој требало, според моите информации, во јуни да се пушти во употреба новиот објект. Зошто не е пуштено, како не е пуштено, не знам што е направено досега. Знам дека има правни пречки и правни проблеми. Да, за тоа исто ќе разговараме, меѓутоа една работа ми остана сега вака од ова што го кажавте. Со кадарот се извинувам. Да. Значи со кадарот што ме прашавте, да, таа приказка и вистина ја слушам низ целите институции што ја досега ги посетив и знам и кај ќе одам и понатаму ќе ги посетам здравствените институции, ќе го имат истото прашање, истото проблем. Но ја го поставувам како министер сега и пред 2 месеци како лекар. Зошто тоа било досега така, не знам. Зошто некој никогаш не смисли за стратегија или менаџерите што ги воделе здравствените институции не прашале зошто е така и зошто треба да дојде до ова. Знаете како е, преку пат тргнало на пример од Битола, доаѓаат специјализациите Скопје и тука се менува специјализацијата.
Тие менаџери треба да мислат секогаш одговорно за институциите и за тоа да одговарат ако треба. Тоа да биде транспарентно и кадар треба, тој кадар што им треба, тој кадар. Но ние тука не стоиме со вкрстени раце, превземавме мерки и ќе дисперзираме кадри, значи доктори, специјалисти, колеги, нема тоа да биде насилно, тоа ќе биде со стимулација, ако треба и финансиска стимулација и ќе дисперзираме од клинички центар, има доволно кадар, ќе ги дисперзираме низ цела Македонија. Видете, 9500 ми се чини лиценци има издадено за лекари, од кои што во најголем дел сигурно се и надвор од државата. Кога зборуваме за одлив на кадар, велат околу 400 здравствени работници си отишле за една година. Само 30 медицински сестри кои завршиле на високата медицинска школа во Битола побавиле превод на дипломите за работа во странство. Во гериатрија дури 150 медицински сестри ги пакуваат куферите и си одат од македонските болници за подобри услови. Значи, ова се само податоци кои што за една година над 450 заминале во странство или во приватните установи. Јас вас сосема ве разбирам. Што правеле претходните менаџери, зошто немало стратегии си. Меѓутоа и самиот рековте, не знаеме до изборите колку има, можеби има една година. Јас вас ви верувам, ќе ги скенирате состојбите, ќе направите стратегија и што потоа. Тоа се случува во нашето здравство заради политиката. Нема континуитет. Постојано се менуваат, значи се додека нема национална стратегија за здравството, како да се задржат вработените, како се подобрат условите и секоја влада и секој министер одново скенира, па одново има нови политики, секој со својата визија. Може ли да вие за оваа година барем да се изборите било која влада да дојде дека тоа е национална стратегија и се знае дека така мора да се постапи? Одике немате време да менувате за една година се. Ја како што гледам, до сега немало стратегија и немало визија. За да значи да водиш една здравствена институција, не ти треба ништо друго, само треба да бидеш добар домаќин. Како што си дома, така треба да бидеш и во таа здравствена институција. Ние знаеме со колку проблеми се секојдневни што ги имаме во здравството. И ја како лекар, ако ме прашувате како специјалист, знам со се соочував и се емпатизирав секој ден со пациентите и верувајте, тоа ме убиваше од ден на ден по полека. Значи и тука кога ми изборувате конкретно за бегање на кадрите, мораме да признаеме и да бидеме и тука искрени дека тоа е и глобален тренд, не се случува само во Македонија. Јас сум кажал и во други прилики дека од Македонија лекарите и здравствените работници, сестри и се друго одат на пример Словенија или Австрија, Германија, од Хрватска или од Словенија одат Германија, германците одат Швајцарија, швајцарците одат Америка, но ние имаме точна визија и точни мерки кои ќе ги превземе. Еве ќе ви кажам конкретен пример. Значи ја разгледувам сега можност се правиме стратегија со нашата визија со тимот заедно за тие студенти во трите факултета медицински во нашата држава, значи Скопскиот, Штипскиот и Тетовскиот, точно да знаеме кога студент, например медицинар, стоматолог, фармацевт, кога ќе стигне 6-та година пред да заврши, да знае точно од кое место, од кој град доаѓа и каде идната работа каде ќе му биде. Ама сите сакаат во Скопје, сами велите. Тој доаѓа на специјализација испратен од Битолска Штипска болница од Гостивар Тетово, потоа ја менува специјализацијата, останува во Скопје. Има ли начин да направите обврзување или можеби државата ќе ги стипендира во поголем број, ама тој да потпише договор дека тој нема под никакви услови да се оди од матичната болница, дека ќе остане да лечи во матичната болница ако е тој град. Има точно начин, затоа на почеток ви кажав дека ќе има реорганизација и ќе има систематизација. Ние знаеме во универзитетската клиника Мајка Тереза, значи имаме клиники кај имаме хиперпродукција на кадар, значи не ни треба толку кадар, а и се вработени ова што викате миграцијата од село доаѓаат во или од другите градови од околината и доаѓаат во Скопје да се вработат. Точно имаме стратегија и нема да дозволиме ова вака да се случи. Ова веќе секојаш една за секојаш ќе престане. Ви кажав, нема по пат да се сменат специјализации и специјалности и точно знаеме како понатамо ќе функционира. Од друга страна, доколку ветите вработување на тие специјализанти, затоа што своевремено кај претходните министри дури имаше протести од специјализантите, не си ја знае својата иднина. Има ли, мислите, слух оваа влада, ако ги направите овие реформи, да тие знаат во 6-та година дека и ќе добијат и вработување? Зошто ва прашувам? Заради партиските кадри.
Не зборувам само за лекари, зборувам за сестри, зборувам за болничари, зборувам за медицински персонал кој што завршил, дипломирал, завршил виша школа, може би за медицински сестри. Меѓутоа, секогаш кај нас заради големата партизација не добиваат предност реален тие што се завршени со најдобри оценки, туку тие што се најдобри со политичката партија на власт. Било да е од партија на албанците, на македонците или друга. Тука мораме да се согласиме, зашто ако ние се стремиме да одиме кон Европска Унија и кон тој пат, значи, крајно е време, дефинитивно сега, отма, да престанат веќе партиските вработувања. Не зборувам само во здравство, зборувам и за образование. Ја секој цел живот, моето работење и колегите знаат, зборувам. Значи, ако е добар менаџер, треба 30 години да остане менаџер. Ако е добра сестра, 30 години треба да е главна сестра. Значи, тука не, тоа што викате и со министрите, нормално, за една година ти не може, нормално ја ќе треба за еден месец, 2, 3, 100 дена тоа што е, нели, од опозицијата и од сите дадено на одредена личност функционер, значи да се покаже и да види, ние нормално треба да скенирам. Ја не прекинав ништо од тоа што е направено досега. Но, ви кажав, направив хируршки рез и не сакам да се занимавам со тоа што било, сакам сега натаму домаќински, со основа да почнеме една за секогаш да ги подробиме условите во здравство. Сета цел, значи, е пациентите да добијат подобри услуги. И секогаш, ја викам, секогаш пациентот е во право. Меѓутоа, министре, знаете како е, вас ви штрекуваат, сестрите вчера беа на еден вид пред новинарите и тие кажуваат какви им се условите. Завчера штрекувале другите здравствени работници, пред тоа штрекувале лекарите, тоа оди на ваш грб. Ја разбирам дека вие треба да им објасните дека финансии треба да ви дае пари за плати, дека буџет добивате од влада, капиталните инвестиции зависат од влада, ама на крај на ваше конто оди се. Јас вас ке ве разбирам дека како министер сами нема да можете ова да го спроведете, доколку нема волја во владата. Кога рековте еве за Штип како пример, какви биле условите, такви биле и лани и преклани условите, па никој не сакал да ја помогне на таа штипска болница, ниту со услови, ниту со кадар. Ке имам сет прашања за Битолската болница. Кога дознаа лекарите дека сте тука, и во Штипската болница, и во Битолската, ми стигнаа десетина прашања за вас, затоа што тие навистина бараат што поскоро да се решат проблемите. Но ќе се согласиме дека досега, на вистина ви викам, немал министер кој се сочувствувал вака како мене, се емпатизирал, кој довчерал сум остри критики, сум упатил на секаде, зашто немав хартија во дежурство за да ги бришам рацете и затоа сум тука транспарентен, многу отворен. Јас зборувам и во име на владата и затоа во секоја седница на влада апелирам, значи да има повеќе финансии во здравство, една за секојаш да престанат овие партиски вработувања, партиски назначувања, а за ова ќе ви кажам конкретен пример, тоа што мене многу ми пречеше, не знам зошто е расипано, така се расипало системот, зошто е направено баш со клиничкиот центар. Ја превземав, значи, збориме за Штип или генералниот? Не, за Мајка Тереза, за Скопје, за клинички центар, највисоко ниво на здравство во наша држава. Значи, ја од првиот ден се нафатив со проблемот и веќе имам и решение, имам и подготвена информација на влада. Ја сакам да има спојување на клинички центар Мајка Тереза, со еден генерален директор, со неколку раководители. Ова што е сега не личи на ништо. Сега тоа ми е, извинете, клучно прашање. Многу се зборуваше да се гради нов клинички центар, па тоа пропадна. Парите останаа дека треба да се исплаќаат за пропаднатите средства од буџетот. Секој министер различна визија. Ако Тодоров мислеше дека треба да биде на територијата на постоечкиот клинички центар и зема кредит за тоа, тоа пропадна. Ако Филипче мислеше дека треба да се гради на влезот на Скопје, таму Ѓорче Сарај, и за тоа се бараа средства, и тоа пропадна. Сега вас што ви останува како фактичка состојба? Што вие можете да направите? Вие можете да направите само интерна реорганизација на веќе постоечкиот клинички центар во смисла на систематизација. Ова е нешто друго, тоа што вие сега го начнавте. Јас сакам на пример да има еден директор на цел клинички центар, како што било порано. Има едни заеднички служби што се загубари 20 милиони евра. Кои што струјата не може да точно така, и должат 4 милиони евра на кухињата, значи не можат струјата да ја платат. Јас не седев со вкрстени раци, ја побарав и донации од сите и лични мои
познатства, пријатели побарат и имаме собрана негде сума над 500.000 евра кои нема да седеме со вкрстени раце, тие сами не им нудиме проекти, им даваме, тие ќе дојдат и ќе видите следните недели и месеци ќе почнеме веќе една за секојаш некои работи да видат дека со едно домаќинско работење може да се сменат работите. Зашто ќе бидат приоритетно тие средства наменети? Тука ние за прв пат ќе ви кажам, значи замислете, од кога постои клиничкиот центар, ние немаме ургентен интернистички центар, сличен на тој што е на хируршките клиники. Значи триажа сакате да направите? Точно така. Тие има ургентен интернистички центар со триажа. Знаете зашто ви велам? Зашто ми доаѓаше пациент на дежурство и ми вика, ја гледам дека е хипогликемија, не е за кај мене пациентот, за ендокринологија. Ја го праќам на ендокринологија, има засегната свет, тоа е невролошка работа. Но причината не е тоа. Ја го праќам на ендокринологија, ендокринолог му вика не си за кај мене, си за друга клиника, трета и пациентите шета по ходници. И тоа ја не можев да го поднесам. И сега како министер од прв ден почнав, тоа ми беше приоритет. Една за секојаш да го решиме тоа. Работиме интензивно, значи на идеен проект, на физибилити, на се и ќе почнеме во актуелната клиника на токсикологија веќе подготовките се при крај и ќе почнеме веќе да го адаптираме просторот таму и да направиме интернистички ургентен центар со триажа. Доаѓа пациент од сите специјалности, тука ќе има и специјализанти и специјалисти што ќе го покрива 24 часа ќе функционира, ќе доаѓат, ќе се прегледуваат, ако треба обсервација ќе седи колку треба, ако е за хоспитализација ќе има триажа во одредена клиника, ако не ќе се врати пациентот дома. Дали мислите дека, знаете, реформите во здравството некогаш и на нож беа дочекувани, а испаднаа одлични, како мој термин, например. Каква би била реакцијата кога што очекувате да прифатат колегите или не? Морам да признам многу е терсене некако во здравството. Морам да признам како лекар дека мој термин е многу убава работа, треба да се апдейтира, да се ажурира, да се направи. Ние и кон мој термин веќе имаме голем упад во позитивна смисла, значи да го апдейтираме, да го ажурираме за да биде подобар. Зошто го викам ова? Да, и ова ќе го спомнам. Значи од тој хаос со браќај што ни доаѓа во клинички центар, околу 500, над 500.000 жители годишно, од пола милион луѓе ни доаѓаат на клинички од сите страни од Македонија и ние тука превземавме мерки и таа хронична терапија со што се препишува или конзилиарно кај специјалисти одредени, ние веќе работиме на тоа, при крај сме да ја дисперзираме кај фамилиарните доктори, кај матичните доктори, да ја дисперзираме. Знаете зошто? И финансиската импликација е многу голема. Ако вие сте од Кочани или ја од Струга и доаѓаме оттаму, треба еден ден да изгубиме, да станеме во Пеца Бајле, да потрошиме тој ден 2000 денари, да дојдеме зошто да запише еден лек да препишеме. И што правиме? И го правиме тој хаос на клинички. Тоа, според нашата евиденција и статистики, се околу 30% од секојдневните пациенти што ја прават. Ќе прифатат климатичните лекари, па и тие своевремено штрajкува за покачување на капитализацијата, па добива секоја промена некако тешко се прави во здравството. Сите знаеме дека треба итни резови, ама некако се со сила се буткат. Ја и мојот тим сме многу динамични и енергични, зашто сме од ова фела, доаѓаме од клинички центар и во мојот кабинет има членови скоро од сите клиники. Значи, ја знам неврологија, некој подобро од мене ја знае гинекологија и точно ќе каже што фали таму. И кабинетот таков ми е составен. И ја сега сакам една за секојаш, значи ние пред да дојдеме, имаме точна визија, ги знаеме работите кои се проблемите и не треба некои големи резови или големи работи. Тоа ви кажав, треба организација добра, треба ред да има и дисциплина. И тоа ќе го поставиме и има, значи, низ цела Македонија веќе во здравствените институции и инспекција и контролори од мој термин, ќе има и втори смени и за диагностика за апарати, ќе има и за мој термин прегледи и втори смени се, тие листи на чекања да не бидат толку долги. Плюс тоа за хируршките клиники до сега 7 месеци не може да се реализира операција или нешто друго. Тоа што го видовме од колегите од НИС, значи кога се сака се може,
тие одлучија да ги решат сите проблеми бесплатно да работат, ќе имаме и ние такви кампањи ќе започнеме. Мислите дека може некој бесплатно да работи во вакви услови со минимално покачување на плата? Значи здравствените работници се највисоко ниво на луѓе хумани и мислам дека тука ќе проради и совеста и се и ние ќе повикаме на таква кампања, ама тоа што сакам да го назначам како министер од сега натаму нема да биде вака. Ќе има транспарентна листа на операции. И нема некој да дојде пред ред или ќе има посебен дел кај ќе има простор за идни пациенти да се решават. Сега вака ќе го цитирам и господинот Таравари во едно интервју вика само околу 20% од услугите се добиваат во други градови. Ние ги нарековме клинички болници Тетово, Штип, Битола, но ние никогаш не успеавме таму да донесеме доволно опрема, ниту да го обучиме доволно кадрот. Луѓето бегаат на лекување во Скопје затоа што се случи смрт на девојчето Јана во Битола, потоа се случи тоа со родилката во Битола, се случи Веаповска во Дебар. Во Тетово се случи тиктокер, лекар да снима. Нормално е. Во Тетово, да, не во Дебар. Во Дебар ја спомнав Веаповска случајот со органите. Секаде по нешто. И сега нормално, и јас да сум од тие градови ќе речам, ма не се лечам ја у Битолска болница, ниту сакам операција, ниту сакам ништо, ќе одам во Скопје, Како ова ќе го подобрите? Затоа што во тоа време во Дебар немало ниту респиратор, ниту инфектолог, во Тетово имало само 20 инфектолози во време и на пандемии. Во Штипете кажавме како е. За Битол имам цел сет прашања затоа што се затворени многу стационари и оделенија, урологија, ургентно нема специјалист. Физикална медицина е затворен стационарот. Значи не може ни да го задржи статусот на клиничка болница. Заради тоа ви кажав дека не знам што правеле до сега, ова веќе го кажав, го спомнав, дека тие господа менаџери што било претходно, не знам што менаџирале таму. Ама тие биле партиски поставени затоа сега. Се имаме значи, видете, јас вас ви се обраќам за нешто што точно, затоа сакам, затоа ви кажав дефинитивно веќе не треба менаџери да се постават партиски и тоа. Затоа јас сакам да го спојам клиничкиот центар да биде со еден генерален директор. Да не една клиника ова го набавува за 100 денари, другата за 150, а ако ќе биде така со еден генерал, набавките ќе бидат и поголеми во количество и цената ќе биде со економските директори многу поевтина. Значи сега не се нарекуваат економски, тие се организациони директори. Какви да се два парадиректори во секоја клиника. Во администрацијата на државата нормално ќе најдеме работно место за нив како што се тие економисти или правници или нормално некаде ќе се најде начин да останат со медицински директор и организациони директор. Значи, само со еден генерален со раководител и ова не го открив ја, тоа беше порано и така функционира и Словенија, Лјубљана, не сме ние попаметни од нив и така треба и ние да постапиме. А во врска со Тетово, замислете почитувани новинарки, 7 лифтови, ниту еден не работи. Јас сум 2 месеци министер. Знаете што правам денови? Се правам и во влада барав помош и секаде за да можам побрзо еден или два лифта да ги пуштам во употреба. Но овие бирократски наши процедури тука не можам да поставам лифт. Треба да ги четам седа да поминат овие законски што нормално морам да ги почитувам како министер. А зошто дозволил некој 7 лифта да не работат во болницата за да вие сега се случите со Ја не сум очигледно адреса што треба да ми поставите вакво прашање. Ја работам да го решам проблемот и знаете како? Се носат пациентите со кебиња по спратови. Се ежам кога знам дека сум 2 месеци министер и не можам ништо да превземам. Ја веќе превзев тоа и нема еден лифт да има 7 лифта ќе има, ама треба овие процедури законски, тендерски. А имате ли можност да го смените директорот? Да поминат. Бидејќи кога се партиски и да велите не изменаџирал, сега е нов директор таму, мислам од кај вас. Ама претходникот нов кадар медицински директор, случајот со тиктокерот што го спомнавте, до сега никогаш побрзо не е интервениран. Зборам дека вие не можете да смените менаџер ако не е од вашата партија. Не е така, затоа ќе ви потврдам, значи што направив ја, дента кога се случи тоа, со брзината на светлината можам слободно да ви кажам, дека ние отма тој доктор беше приведен од страна на полиција, ние бевме таму на лице место утре дента, из ден ја го разрешив тој организацијски директор што не бил редовно на работа и значи ова не е баш така. Го разрешив. Значи можете и тоа може да се разреши нормално, ќе има друг човек, друг организацијски директор и друг назначивме. Ама ја тоа веќе го направив. Го направи веќе, нели?
бевме нормално со договор со сите страни во коалицијата и некои работи веќе имаме. Сакам да речам, мора да се наметнете дека вие сте министер, вие ги разрешувате. Одврзани раце во здравството дека некој ако не си ја врши работата и 6 месечен извештај нема да биде добар, не е вечен тој. Добро, ја нема да бидам вечен министер. Да, во Битола се смени дури самиот поднесе оставка дури откако имаше 2 немили случаи. Сега еве за Битола. Вие спомна веќе што се е затворено и дека во клиничката болница во Битола може да го дали може да го задржи воопшто статусот клиничка. Како ќе се решава и таму недостагот на кадри и таму бевте, ви наброив што се е затворено и дека не само лекари, нема ниту медицински сестри, а голем број лекари работат со договор на дело и колку во ваков случај може да поднесат одговорност. Например, велат дека така е во ургентно, дека држат ургентно луѓе што се со договор на дело. И јас сум татко, јас сум родител и пак ќе искористам приликата да упатам искрено сочувство и на фамилијата на Јана и на породилката. Ја лично бев без медиуми, без ништо и кај фамилијата со родителите на Јана зборав околу 2 часа и со породилката зборав дента бев таму и од првиот ден, значи од премиерот ми се јави и ми побара да го разрешам директорот. Викам, ми е колега, не можам да го носам на врат, чекај да видам што е проблемот, каде е пропустот и ќе го разреша. И ден да го отидов и го замолив колегата, што беше многу коректен, морам да признам, го замолив да не го разрешам ја, да си поднесе морална оставка. Колегијално беше тоа. И така, знаете што, јас сликав слики таму, моите служби сликаа по одели. Замислете, неврологија го нема воопшто, малтерот над зидот го нема. И тоа го кажав и на влада. Ја, може би некои таму господар на влада не знаат здравство нормално, има и доктори што се членови на влада и кажат, и ја ќе ви објаснам дека ова е извор на интрахоспитална инфекција. Замислете. Нема, викам, од кога е ова? Од земјотрес. Никој ништо не превземал. Таму не треба големи средства, таму треба малце домаќинство. И ја затоа и за Битолската болница апелирам, па и работам на случај, отма барам некој да ги санирам, еве некои конкретни така неубави слики. Ама треба ли министер да дојде за да малтерот го види па се санира? Тоа е недомакинско работење. Сега зборувам за себе, да, не знам како било порано. Таму дали ќе го задржи статутот? Ако вака продолжи, како ќе превземете мерки за да може да проработат овие одделенија? Нас ни се проблемот врзани садови. Ако таму нема вработени, ако се затворени одделенијата, нормално ќе бараат чаре во Скопје и ќе се прави гужвата таму. Значи проблемот е да се дисперзира, како што велите вие, и да се направи да нема централизиран, туку децентрализиран систем. Затоа се праве овие болници. И да бидеме јасно да разјасниме дека дисперзирање да не треба да значи дека докторите ние на сила ќе ги тераме да работат по тие болници, но да одат да дежурат, да одат да работат, да го обучуваат тој кадар. Мораме да признаеме дека има диагностика, има апарати по региони по Македонија кои никогаш не се ставени во функција. И јас сега правам цела систематизација и на тие апарати и на се тоа попис за да се види кај и што има потребно и каков кадар треба да пратиме. Ако на пример имаме таму некој интернист што треба да направи ехо на абдомен, да пратиме некој од тука ако не работи за да го обучува за тоа да се прави во тој град. Добро, во системот на Југославија, јас сум тие постарите, имало прераспоредување на кадри според потребите. Дали е лекар или учител, може и на село да го пратат, ама никој не се бунел тогаш. Сега сите ќе фаќаат врски да не одат. Не, мораме да признаеме дека и досега имало, дека еве, ќе ви кажам конкретен пример, дека имаше ОДА гинеколози да помагат од клинички центар, од клиниката за гинекологија и акушерство, ОДА кавадарци за да помагат таму да им излезат на сусрет, и се уште одат. И ја тоа го подпишав, одат на пример од Битола невролози, сега подпишав и за тоа, било и порано, значи не го донесов ја, било и од Битола одат дежурат во Прилеп. Значи морам да признам, сега го спомнав, во многу добра кондиција ме изненади, значи болницата во Прилеп. Која што своевремено имаше блокирани сметки, за тоа сме правеле. Многу убаво ме изненади, но знам дека нема толку голем број на пациенти што барат помош, зашто како центар сепак е Битола, но како и да е, еве дисперзира и порано било од Битола си ода таму. И тоа нема ништо лошо во тоа, или ќе оди
ќе дежура една ноќ во некој одреден град или ќе оди преку ден, тоа ќе биде организирано од Министерството за здравство, ќе биде подкрепено, ќе има и финансиска стимулација, нема да ги тераме на насила, но има луѓе што сакат и медицината и здравството, посебно медицината е голема работа, хумана работа. И тука ние треба да ја пренесеме тоа знаење што ја имаме. Тоа е целта на медицината. Кога станува збор за Битолската болница, сепак најболната точка беше смртта на малата Јана, за која што обдукциониот наод, јас колку што знам, е готов и испратен до Министерството за здравство. Зошто се уште ние немаме одговор што се случи и зошто, иако начално не се најде грешка во постапувањето и во протоколот, меѓутоа можете ли да ни кажете зошто не се открива обдукциониот наод? Значи, ние во Министерството за здравство под наша капа имаме ДСЗИ, што значи Државен санитарен здравствен инспекторат. Ние истиот ден ги пративме таму нашите инспектори, кои побара да има и стручна комисија, направивме и стручна комисија, ги пративме таму. Значи, се што беше од наша страна, од здравството, што се подразбира, ние од Министерство, ние ги направивме, нашите мерки ги презедовме. И се тоа што е тие стручни комисии, инспекторите, сите тие извештаи се веќе дадени на обвинителство. И понатамо веќе ние немаме тука ќе постапи обвинителство. Имаме чувство дека е нетранспарентно и долго се чека на обдукцијата и долго се чека на резултатите кои што верувам ќе бидат доставени до обвинителството, ама зошто да имаме чувство во јавноста, значи, и самите родители да мислат дека нешто се крие? Значи, можам да ви ветам едно и тоа да ви потврдам дека се што требаше од страна на јас како министер за здравство, одговорноста е моја, и на целото министерство се презедовме и случајот е обвинителство. И натамо ние сега немаме право да зборуваме што како. Сите наши извештаи, сите наши документи се таму. И прашањето мислам дека треба да го поставите на друго место. Меѓутоа, зошто, например, што нема објавено јавно извештај на стручна комисија на Министерството за здравство за родилката во Битола? Зошто тоа се крие? Тоа што требаше е објавено, а другото имавме инструкции од обвинителството, значи да не се подели со јавноста, да се пратат извештаите таму. И сите тие стручни лица стајале подпис таму и држат одговорност и ја како министер. И инструкциите на обвинителството беа овие и ние не можеме да постапиме другачи. Знаете каков беше коментарот и сама рековте дека веднаш превземавте мерки за лекарот кој што снимаше на TikTok и беше суспендиран. А меѓутоа секојаш јавност има чувство дека кога станува збор за лекари, како викаат меѓусебно како фелата да ги штити, како лекарската комора да не сака да превземе мерки, и сме правеле многу случаи во кои што судските исходи се минимални за вашите колеги лекари. Најактуелен пример кој што се уште во судството е со Веаповска од Дебар, на која што и беа извадени органи. Колку долго траеше процесот на суспендирање, на забрана на воопшто на лекар, и за тоа време имаш чувство дека практично лекарите никогаш нема да бидат казнати за грешка. Вие точно така го тврдите спротивното, дека не знам што било, ви кажав по трет пат, ако сакате ќе повторам, како што било досега. Со мене, значи со брзината на светлината се реши случајот со тиктокерот. Така беше. Ама лесно е со тиктокерот, што правиме со медицински сомнежи дека извадили органи и направиле грешки. Знам дека кидат на суд, ама никој не ги осудува јавно од страна на лекарите. Не сакам да коментирам и немам комент за тоа. Од пред 2 месеци, додека сум ја министер, секој одговарам и секој биде транспарентно. Значи, истиот ден, истата ноќ беше приведен, затворен судот на честа во лекарската комора, додека трае судскиот процес, такви се правилата и законите, на 7 години ја зедовме лиценцата за работа и сега, откога ќе заврши судскиот процес, тој лекар може за цел живот да остане без лиценца за работа. Тоа ќе го одлучи судскиот процес. А ако е виновен, тогаш пак ние настапуваме како лекарска комора и тогаш ќе го одземеме до крајот на животот, нема да има право да го врши дејноста лекар. Да, ама потешко да суспензии за други случаи. Пауза за реклами, останете со нас, ќе продолжиме и по рекламите со интервјуто со министерот за здравство.
Продолжуваме со интервјуто со министерот за здравство. Со оглед на тоа што ги видовте и во какви материјални услови се клиничките центри, болниците, па сега збориме, има и поликлиники и други делови. Од друга страна, се затвори некако проектантското оделение во Министерството за здравство. Зошто? Мислам дека основен проблем беше Штипската болница и незината изградба. Таму беа дадени околу 97 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Во 2021 година, поради бавниот напредок, тоа е прекинато, координаторот рече, стоп, пари нема. Заглави Штипската болница, до денеска не е изградена. Зошто, што воопшто можете сега вие како министер да превземете за овој објект, каде што, а подоцна ќе ве прашам и за Скопскиот клинички центар? Морам да ве поправам тука малце, не, вистина не е завршена, мислам затворена проектната единица, проектната единица значи си функционира, си постои. Да, за дело да, си функционира во склоп на Министерство за здравство, добро. Тоа е под покровителство на Европска банка и ние ќе се потрудам, таа е добра работа, таа проектна единица што постои и со новата систематизација што ќе следи во Министерството за здравство да биде како посебен сектор на Министерството за здравство таа проектна единица. Меѓутоа, овој беше една од клучните проекти на таа проектантска единица кои што јас апсолутно се согласувам дека треба да се затвори ако не работеле, ќе нема што да работат, тука немам дилема. Меѓутоа се дозволи да пропадне кредитот, се дозволи да се закочи работата и ви оставија на вас сега ненаправена болница. Како вие сега тоа ќе го премостите? Не, со мене ја од првиот ден кога дојдов почнав ова проектна единица да ја стимулирам, значи почнаа да работат со проекти, имаме конкретни проекти што ќе ги водат тие вработените таму во проектната единица, со Штипската болница што ме прашувате, со клиничката Штипска болница, да, тоа вака изгледа на прв поглед фантастичен проект. Како е направено, што е направено, таму има конкретни проблеми. Значи таа фирма знае целата јавност дека е под стечај фирмата што била тогашната што го добила, да, грчка после фирма го доби градењето. Точно, таа фирма ја купила друга фирма, таму има конкретен проблем, што е правен проблем и ја од првиот ден, значи, два пати на средба и со премиерот сум го разговарал тој проблем и со други засегнати страни, со сите и се надеваме дека во брз рок со целата поддршка и од владата и од премиерот да најдеме начин да го решиме тој правен проблем и да продолжиме да ја градиме. Проблемот е дали мора тие да ја градат, дали може да се смени некој што ме разбирате кога нешто не бива. Точно јас така. Го знам правниот проблем, сме известувале за тоа помеѓу Бетон Штип и Интракат, мислам дека се викаше грчката фирма. Меѓутоа многу долго трае, мислам дека повеќе од 2 години веќе трае. Со сите страни засегнати сме во консултација, се советуваме, значи си разговараме и нормално не може за нешто конкретно за овој проблем не можам само ја да одлучам. Тоа ќе ми треба пошироко, значи во влада да го разговараме. Ако треба, ја ќе побарам една тематска седница за проблемите во здравство. Не е овој само овој проблем, е и со италијанската клиника што требаше да се гради кај стара гинекологија. Тоа ми беше второ прашање, што станува и со тоа. И таму е раскинат еднострано е прекинат договорот и таму имаме и конкретен проблем. Случајот веќе е во арбитража. Ја алармирав и во влада и во секаде, значи да не се оштети буџетот на државата и треба за сите овие, ја ќе побарам тематска седница на владата и да ги разговараме сите овие проблематики. Знаете, има министри кои што идат со грандиозни идеи, ќе градиме клинички центар надвор од Скопје. Што дали вие воопшто мислите дека тоа беше реално и има реална можност за такво нешто, со оглед на тоа што остана само на ветување и ништо повеќе? Можам да зборувам за мојот тим, за мене и за концептот. Ја не сум грандиозен во тој поглед. Ја доаѓам, ви викам, сакам суштинските работи, тоа што лично мене како лекар ми сметало до вчера и почнав од тоа и сакам да го решам сообраќајниот хаос на клинички. Има голем опат на мој термин да направам ургентен центар со тријажен, значи ова што е ургентниот интернистички центар, во Тетово да ги решиме проблемите, во Битола да почнеме да ги решиме, да почнеме во Штипската болница, а во врска со прашањето, да, точно, и јас сум за тој проект, не сум против проект, знам дека, но ја имам и поширок концепт
како тим дојдовме со поширок концепт и имаме концепт не само клиничкиот центар новиот да се гради, туку да се градат и неколку региони болници, да се изградат нови и тоа ние го презентираме под сите групи на интерес. Тоа го презентираме и на амбасадите, и на америчката амбасадорка, почитуваната беше кај нас, го презентиравме на други амбасади, е презентирано и на лидерот на опозиција, и на лидерот Таравари, и на премиерот, и на сите други го имат видено, значи е презентиран тој концепт, многу убав, не само предлог, имаме и решенија, имаме и опции. Проблемот се парите, знаете што е? И за кога станува збор за капитални инвестиции, гледате и вие, имаше ревизорски извештај во кој што јасно се виде, освен автопатите како капитални инвестиции, кај што многу пари се дадоа заради кредитите и каматите, втори беа болниците. Мислам, Штипската болница е таму ставена, па и клиничкиот центар сега ќе биде. Ве повикувам како новинари од сите медиумски куќи, кога сакате еден ден да се организирате и да дојдете во проектна единица, ќе ви го презентират околу 40 минути, ќе го презентират целиот концепт што значи. Не значи дека треба да бареме пари од некаде и кредити, имаме и таква опција, сме направили и физибилити студија и со градежните компании, се имаме и статистика точно. Значи имаме, отидовме и подалеку од тоа, актуелните места што сте на клинички центар, да се продават во иднина или Тетовското болница. Да ги зимате како јавно-приватно партнерство да ги зимат? Не, значи да ги зимат компаниите што ќе градат, што се градежнички компании, да ги градат и замислете, негде нашата сума обртот не е околу 7-8 милиарди евра, што тамо ќе бидат вработени наши работници од наша држава, ќе бидат ангажирани наши компании и тамо, например, ќе се изградат згради и со тие пари ние не треба ни кредит да земеме ни ништо, домачинско да си работиме. Мислите ќе можете да го реализирате знаете, вас ве притискаат до година изборите. Јас сум тука реална во однос на тоа. Меѓутоа ќе биде, јас и медиумите верувам, секој сака да имаме добро здравство, образование и здравство се клучни темели на едно општество. Меѓутоа, што доколку сето тоа што го презентирате не можете да го направите? Ова е капитална инвестиција, како што рековте, ова не се прави за една, за две, за 3 години, но ние имаме концепт, многу јасен ни е концептот и ја како лекар, како специјалист сум многу заинтересиран тој клинички центар да почне и тоа што побрзо да се гради. Треба сите да седнеме заедно, да најдеме решение и да почне клиничкиот да се гради, но не само клиничкиот, зашто не го решаваме проблемот, ќе ни треба и регионализација на цело здравство и цела држава. Секоја клиника своја песна, детската клиника, бајка спишувавме поради нарушени меѓучовечки односи и таму, па кадар нема или тој што го има не знам како функционира. Дали во однос на ние новинарите велиме само лекарите се посуетни од нас. Како ќе се справите со ваквите состојби во клиниките? Значи не се работи само за одлив на кадри, апаратури и слично. Генерално поради партиски, пак ќе кажам, интереси и превирања се менуваат и добри менаџери, затоа што некој друг, видовме јавно се презентираат некои работи, дали чинат или не чинат, меѓутоа очигледно е голема нарушеност има на меѓучовечките односи. Ние ги детектиравме. Не само во оваа клиника. Точно. Ние ги детектиравме сите проблеми на сите клиники. Ја како член на тој клинички комплекс, како доктор ги знам од прилика горе-доле и проблемите кои се и меѓу колегијалните односи, што на жалост тоа е наше ментален склоп, тоа е наше поднебје. И една за секојаш крајно е време ние да почнеме да размислуваме позитивно, оптимистички и да ги менуваме некои трендови. Што ќе ви кажав, ако е добар менаџер, треба 30 години да биде менаџер. И тука не дека сакаме или не сакаме ние, ја мислам дека кон патот кој одиме, кон европскиот пат и скрининзите од Европска унија и во здравство, значи повеќе нема да ни дозволат вака да се однесуваме. И дали сакаме не или не сакаме, мислам дека е крајно време ние да тргнеме раце од овие работи. И јас сум тука, ја знам дека овие проблеми се натоложени, нема да се решават за една ноќ, за две. Има проблеми, но пополека ќе почнеме да ја ставиме, значи, на прав пат здравството да се. Да, меѓутоа многу лекари отидоа во приватните клиники. Најголем број отидоа таму. Значи,
еден од работите се платите, втората е условите. Меѓутоа, она со што можете да ги задржите, се тоа е универзитетот и дека тие се професори, асистенти на едно повисоко ниво и може да се едуцираат. Како ќе успеете да им објасните на вашите колеги дека тие може да одат за голема плата, да, во приватна клиника, ама нема да може да се едуцираат, да предаваат, да менторираат и да работат како по професори и слично. Како ќе делувате во однос на спречување на одливот на кадри на овој план? Многу едноставно. Оти таму одат како во фабрика, да работат. Тие многу едноставно, значи ние знаеме дека универзитетската клиника е терцијарно здравство, има факултет по медицина и ние сме индустрија за произведување или фабрика на кадри. И кадри ќе има секојаш, но треба, што ви кажам, треба реорганизација, систематизација, а тие колеги што одат и некои не одат и заради таа материјална таа поголема поддршка што ќе имат во животот, но мислам дека одат зашто на вистина не се почитуваат подобрите кадри, значи нема конкуренција и тука ние ќе направиме тоа што ви кажав, пред се да ставиме еднаш ред, да има ред и да има дисциплина. Банално прашање. За 10 дена 2 пати вишуваме вест со наслов додека лекарите лекувале на клинички крадците ги украле паричник. Знаете каков срам е некако ова и за државата да отидеш на лекар и да ти и ова не е прв пат. Очигледно треба да ги заострите и мерките на безбедност во кога станува збор за мерки за безбедност и нели имаше случајни инциденти, обид за да ги натепаат лекарите и слично, меѓутоа се согласувам, значи ја во моето работење и на мојата клиника имало вакви случаеви. Точно е тоа, треба нормално да работиме. Сите работи и во секојдневното работење се проблематични и ова е проблематично. Ке направиме се за да можеме да средиме и подобро обезбедување да има. Ако треба ќе поставиме и камери по улиците, ќе има ново осветлување, ќе има нови клупи, ќе има и зеленило. Ние веќе почнавме, нели имаме на кампања на да садиме дрва, значи за да садиме здравје и да се грижиме многу за екологијата. Тоа и за крај, не најмалку важно, туку можеби и приоритетно прашање сега по случувањата во Белград, менталното здравје на родителите на децата, подготвеноста на психолозите и психијатрите. Клиниката за психијатрија заедно со УНИЦЕФ презентираше каква е за жал состојбата со менталното здравје во COVID-19 и пост-COVID. Видовме дека има депресија кај младите, има анксиозност. Меѓутоа имам чувство дека нашата држава не знае да одговори на криза. Се бара начин, нема организирано дека психијатрија ако подготвила нешто со Светска банка, УНИЦЕФ, од таму треба да се бараат стручњаци или од областите кои што се под Министерството за здравство. Дали вие како министер имате им објаснувате во владата или можете да дадете некаков концепт за подобрување на менталното здравје во вакви услови? И ја бев присутен во таа средба и ќе ви кажат луѓето што биле присутни таму дека кажав не е вистина ова што го зборуваме тука, убаво изгледаме у кравати и убаво изгледаме се, зборуваме убави зборови, но од осамостојување на нашата држава работите конкретно тоа што мене ме засега во здравство не одат кон подобро, одат кон полошо и крајно е време тука да застанеме, а дека псијатрите и тие експертите и професионалци прават се во овој поглед, но верувајте, тука не би се согласувал со вас дека не правиме ние доволно како држава, правиме доволно, овие професионалците прават се, значи за да може не ги обвинувам лекарите, системот ова работа да се надминува, овој проблем го имат и во Соединетите Американски држави, го имат и во европските земји, значи ова ја би го дефинирал како глобален проблем, а нормално ние не стоиме со вкрстени раце, сме во контакт и со професионалците наши и со клиниката за психијатрија и тука треба и поширока јавност и пошироко во сите сфери и неколку министерства се опфатени од ова и образование и социјала и труд и ние и заради тоа не случајно беше таа средба со УНИЦЕФ и мислам дека во овој правец го правиме потребното, тоа што е тоа да советуваме, да лекуваме ако има потреба, но тоа што би ја апелирал,
посебно кај децата, родителите кога ќе видат дека нешто не е во ред, дека не функционира со детето, дека однесувањето не е во ред, тоа што треба тие да го направат како родители, одма треба да побарат професионална псијатриска помош. Министре, ви благодарам многу за гостувањето. Начнавме многу теми и факт е дека сте во период на скенирање на состојбите и ветување, меѓутоа, еве, ќе проверуваме нормално до кај се работите и што се од ова може да се сработи. Здравството е океан, ја пак апелирам и кај вас како медиум и кај сите, дајте заедно веќе една за секојаш да поставиме една основа и да почнеме заедно да ги решаваме проблеми. Сите ваши совети, сугестии се добродојдени и мене ми беше чест и задоволство да бидам гостин на Топ тема. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на телевизија Телма. Имајте пријатна вечер.